Зошто граѓаните гласаат повеќе против отколку за? Им треба ли тренинг за личен развој на политичките лидери? Зошто понижените граѓани, измалтретирани од нефункционалните институции, не стават крај на тоа? На сите овие прашања со зошто бараме одговор во овој подкаст на Радио Слободна Европа. Во подкастот Зошто разговараме со Ида Протуѓер. Многу е повеќе позната во јавноста како новинар, економски новинар, но откако живее во Виена, продолжи да работи, она што е основна професија, психолог или тренер за личен и организацијски развој, или како што се нарекуваат life coach. Добре дојде, Ида. Благодарам, Сања. Како најкосо ќе објасниш што е life coaching или тренер за личен развој? Ние најчесто кога ќе се раѓаме и нашите поради потребата за припадност, нашите родители најчесто не учат how to behave, како да се однесуваме за да припаѓаме во група. А многу малку сме свртени кон себе, како ние се чувствуваме, кои сме ние, да ги освестуваме аспектите на себе. Некако од тој живот на автопилот, човек да се освести, да види што навистина сака, што би го направило среќен, кои ресурси ги поседува за тоа, каде треба да се освести, да се усоврши, за да може да си дојде до таа лична благосостојба. И разлика од психотерапијата е тоа што во коучингот е како буквално како тренинг и ние имаме одредена цел на која работиме. И не се вртиме толку во минатото, од минатото ги земаме ресурсите, разгледуваме што се случило, но сме свртени кон иднината и како човекот да си го максимизира својот потенцијал, за да може да си го живее животот како што тој го посакува. За каква цел се работи? Какви цели имаат луѓето со кои работиш? Не се пациенти, нели? Да, не се клиенти. Туку се клиенти. Какви се нивните цели? Верувам различни. Но... Сосема различни. Кај некого може да е, буквално треба да донесе одлука која е тешка. Да се вика таа животна одлука, да речем избор на партнер, избор на професија, што во голема мера го одредува квалитетот на живот, ништо не е дефинитивно, но тој човек сака да ја донесе таа одлука. Некој пат е буквално на одредена тема, например, не знам, дали е тоа развој на оние хумани вештини што им се потребни на работа, комуникацијски вештини, ефективна комуникација. Зависи, некогаш и буквално сака да види што му е сега целта или смислата, бидејќи поминува низ некоја транзицијска криза. Транзицијски кризи се оние кризи кои каде што се менува во значителна мера нашето секојдневие, нашата дневна рутина, како што е, например, не знам, развод, преселба во друга земја, пензионирање, нова работа. И тие луѓе, тие транзицијски кризи, место да ги поминуваат сами, ги поминуваат со некој што може да им биде поддршка на тој пат. Можеш да ни споделиш една успешна приказна, вака конкретна приказна? Па не е една. И тоа всушност ми е главниот мотив во мојата работа, бидејќи успешна приказна е дури малечок чекор на освестување. И што е успехот во нашата професија? Кога ќе дојде некој, најчесто кога ќе дојдат луѓето и бараат поддршка на одредена тема, тие сакаат околностите да им помогнете, околностите да ги сменат според нивните очекувања. Не се задоволни од партнерот, од врската, од работата и помошта е како тоа, нели, да се смени, ама како околностите да се сменат. Работата е полека во низ тој процес да се освестува кој е моќта на поединецот да се постави кон тие околности и да станува автономна личност. Односно, илустративно би кажала, како кога е, например, дете и очекува дека некој тие очекувања негови ќе ги исполни и да стане возрасен да ги освести, да, јас ќе се поставам кон овие околности, на овој начин ќе ги употребам овие ресурси за да дојдам до некоја лична благосостојба. И таа промена на градење на автономија, дека контролата е кај мене, а не кај некој друг авторитет. Затоа го спомнав дете, нели, секогаш возрастниот е тој што ја има контролата, моќта и одговорноста во крајна линија, и кога човек се однесува како што во ситуација како да ја нема контролата, како да ја нема одговорноста и како да ја нема моќта, тогаш му помагате да ги освои тие условно речено слободи, односно не се условно, тие се вистина огромна слобода, но и одговорност е да искористите најголемата моќ што може да ја поседувате, а тоа е да носите, да имате право на слободен избор и да носите одлуки за својот живот. Може пример?
Па, пример, да речеме, еве од мојата работа сум имала клиентка каде што во организацијски контекст, да речеме, во организацијски контекст сакала да стане менаџер, имала таква пропуштена прилика и таа не веруваше во себе дека тоа може, дека тоа е всушност за други. Иако работевме на тоа дека лидерството е мајндсет, не е позиција. Позицијата дава моќ, но секој може да си ги гради своите капацитети лидерски, да си го гради својот кредибилитет и да може после тоа да го шири како решенија или како идеи или визии, да може да се трансформираат во некоја додадена вредност во организацијата. И кај Неза, исто како и кај некои 2-3 други клиенти, беше ситуацијата да почне да доаѓа и во еден момент да се откаже дека ета тоа не можам јас да ја помогнам, дека тоа е тоа и така натаму. Меѓутоа, можам да кажам дека скоро секогаш, односно не се сеќавам на ниту еден случај каде што тој си отишол и никогаш не се вратил, него после неколку месеци повторно, да речеме, ме побара, па после пак почнавме да работиме заедно и тогаш дојде свеста затоа што во еден момент треба да добиете инсайт дека моќте во вас, дека не сум јас таа што ќе го сменам или ќе го дадам најдобриот совет. Јас сум само поддршка на личноста со своите ресурси да го промени животот во насока каква што тој сака. И моето мото е да бидете автор, а не актер во сопствениот живот. До таму да дојдеме. Имало ситуации на решавање на, како да кажам, семени ситуации и кризи, каде што се надминале на начин на кој клиентот посакувал. Значи, нема да откривам нели дали е тоа смирување, развод или било што, меѓутоа тоа е еден тежок пат каде што човек се ги освестува потребите, освестува дека на автопилот живеел и не си ги освестувал многу потреби и живеел живот неквалитетен за него. И во еден момент тој почнува да се менува. Дали стана клиентката менаџер? Да, стана. Да, стана. И не само што стана, него води огромен проект за трансформација за реформа во незината компанија. Но не е позицијата, условно речено во наводници, победата. Незината желба да го постигне тоа е успехот и затоа кажувам кај некого дури и малку, а ќе видам дека тој, јас најмногу се радувам кај клиентки што сум имала, повеќето се жени, затоа викам клиентки, кога ќе видам како тие се охрабруваат и од една ниска самодоверба, значи одеднашка креваат глава и ги гледаш дека сосема поинаку веќе се поставуваат во животот и мене тоа ми е огромна сатисфакција, затоа што тие се освестуваат и веќе поинаку гледаат и располагаат со своите ресурси, ги менуваат своите цели и не може да се измери успехот, например, на нешто, еве дали и мали цели се доволни за да го трасира човек сопствениот пат. А може на крајот и тоа не е цел, доволно е да се добие самодоверба и да се презема на трави. Да. Ботите во свој раце. Познавајќи го македонскиот менталитет, значи ние сме луѓе што седиме по кафеана и во кафуле, пиеме кафе и се жалиме колку е тешко, ништо не чини во државата, никој не е добар. Колку лайф коучингот е прифатлив и колку се отворени и бараат или би побарале лайф коучинг? Видете, секаде не може тоа да се врзе за стереотипи како македонците се такви, бидејќи има и вакви и такви македонци. Има отворени за промени, има затворени за промени. Има еден модел на Карпманов триаголник, така се вика, каде што личноста, и тоа е модел на нефункционални односи, каде што личноста или е во позиција на жртва, или е во позиција на судија, или е во позиција на спасител. И македонците се најчесто, тие што не се спремни на промена, се најчесто во позиција на жртва, каде што друг е виновен, друг треба да преземе одговорноста, и тоа е тоа што го илустрирав претходно, нели, како позиција на дете, дека не ја разбираат сопствената одговорност во целиот процес и се свртани кон дефицити, односно тоа што го немаме, тоа што не го можеме, и свртани кон проблемот. Тука треба да се промени фокусот и мислам дека тој мајндсет насочен кон решенија е една вештина и една вредност што треба да се негува во Македонија, бидејќи мислам дека тоа низ образовниот систем се испуштило. Не знам дали е тоа бидејќи не е толку голема историската дистанца од Титово време, кога некој авторитет одлучувал
Па после тоа во низ целото образование секогаш некој авторитет било наметнато дека треба да каже, не ве прашувале за сопствено мислење, не било тоа поттикнато критичкото размислување како вредност. Тој мајндсет на жртва и на делегирање на моќта и одговорноста и недостиг на критичко размислување прават од луѓето да се пасивни консументи на приликите, наместо да се активни креатори на сопствениот живот. Сега, тоа се рефлектира и во општеството. Например, ние сега се избори во Македонија. Партиите одлучуваат, нели, како султан партии одлучуваат кои луѓе ќе ги стават на листа. Дали тие луѓе имаат кредибилитет пред гласачкото тело? Нив не ги интересира. Нив ги интересира дали тој човек им е лојален, вреден, партиски, дали треба да се награди. Значи, ги ставаат на листа по систем на награда. Зашто? Бидејќи не чувствуваат одговорност пред гласачкото тело, а и гласачкото тело нема механизам дали е тоа преку нели една изборна единица да гласа за личност. И тука е буквално како родител и дете се поставуваат. Демек јас ќе ти кажам кои се луѓето, а ти треба да ги прифатиш тие како да речеме министер. И следствено на тоа исто кога се гласа, најчесто се казнува, бидејќи тогаш има нели македонецот една прилика да го заокружи гласачкото ливче, но најчесто го заокружува емотивно. Значи гласа против, не гласа против. Не гласа за некој затоа што верува дека има вредности. Да, или гласа за сопствени придобивки од одредена партија. Сега што е тука нели нема да не донесе тоа до раст како општество, заради тоа што нема прво е поделено општеството, односно граѓанството на, затоа е викаат нели политичка елита и на граѓанство. Значи, самото тоа што се случи со личните документи, каде што луѓето чекаа во редици, без да им биде овозможено, значи ни столче, каде што ќе можат да седнат, е крајно понижувачки и незамисливо за во развиените земји тоа да се случи. Значи, тоа незамисливо е, дека толку власта може да го понижи граѓанинот, дека за услуга за која тој требал на домашна адреса да ја добие патната исправа, затоа што државата си презала обврски со меѓународен договор, тој не требал да се малтретира, односно можеле да дадат одредена граница, да речеме ќе почекаме една година или година и пол природно да не, видиме секако да истечат. имаше можности што воопшто не беа искористени. Како сега на тој понижен граѓанин, што живее во вакви некои услови, како изборот му е една или друга партија која ги обезличува своите кандидати, ставајќи ги по партиски заслуги и по личните вредности, и го советувате да не биде веќе понижен, туку да верува во себе, а тој ви вели, видете ги околностите. Да, и да верувам во себе каде таа сила кога ја немам, нели? Силата ке некој друг. Да, луѓето обично прават избор помеѓу нели две зла, ама тоа е рационален избор, бидејќи во овој контекст каде што се негува клиентелизмот и корупцијата како вредност, оние што имаат поинакви вредности се малцинство. Ние треба да работиме преку личен развој за да се наметнат поинакви вредности. На критичко размислување, на размислување насочено кон решенија, на една одговорност исто така како вредност треба да се храни во ова општество. Но тоа треба да се прави преку образовниот систем. Заради тоа што мислам дека кај нас нели нема ни учебници, нема цел во образовниот систем. Нема стратешко планирање. Тоа има стратешко планирање го постои на хартија и постои како форма, но во суштина не постои. Ние немаме Во изборни програми само. Ама изборните програми Не, тоа не е стратегија. Да, ама не, тоа е форма. Тоа повторно не е суштина, бидејќи они ги пишуваат сега изборните програми. Не е тоа е само нешто да се склепа колку да се излезе со програма, тоа не е вистинска определба дека некој размислувал како, нели, ја замислува и нината. Најдобра изборна програма до сега беше на ВМРО во 2006 година, но тие си отстапија од таа програма. Значи, таму не беше... И тоа не е гаранција. Да. Но сакам да кажам дека, еве, конкретно со патните исправи, отсуство на стратешко размислување, отсуство на цели, отсуство на ефективна комуникација, апсолутно потврлање во сите работи каде што вие треба да изградите едно функционално општество. Дали политичарите бараат лайф коучинг? Дали побара леве? Да, јас бив поканета од Вестминстер фондацијата да предавам личен раст точно за политичари, за група политичари, тоа беше на почетокот на март. Колку нели од тоа
имавме многу бава дискусија, многу бава работилница, колку од тоа нели ќе успеат тие во своите партии да го пренесат. Не знам, меѓутоа секогаш работите и промените и од поединците може да тргнат. Значи кога тој ќе се навикне поинаку да размислува, а повеќето кажаа дека им со таа работилница им се променил начинот на размислување, веќе има одреден напредок. Но треба да има и контекст што тоа ќе го поддржи. Некогаш во некој контекст нешто ќе процвета, а во некој контекст ќе овене. Значи повеќе покомплексен е пристапот. Но јас мислам дека може да се работи и со политичките партии и сум имала такви политички тренинзи, дури и за некои независни групи, но мислам дека начинот е тој, ние да се обидуваме и да освојуваме парче по парче истомисленици што ќе ги шират тие вредности што ќе водат кон раст и развој на општеството. Дали на лидерите им треба некаков тренинг? На лидерите им треба најмногу, но лидерите не беа, например, на таа работилница. И мислам дека нема доволно свест дека им е потребно, затоа што клучната причина за нефункционалните институции е нефункционално лидерство и неинспиративно лидерство. Тука е борбата за ресурси, за ресурсите на државата, а не е борба за раст на државата. И тука е замката и лагата со која се тргнува во еден изборен процес. Бидејќи јавно тие декларираат дека нели ова ќе направиме, тоа ќе направиме, но сите знаеме дека тоа е лага и дека за тоа стои борба за интереси и да се дограби некој до ресурсите. А тоа е за вработување во администрацијата, ресурси за тендери и се додека ние не ја подигнеме свеста за промена на вредностите во нашето општество, нема да настане промена. Доколку би му кажале на партиски лидер дека не поседува се ова што треба да поседува, мислите дека ќе дојде повтор пат кај? Не. И така и не се ни кажува, затоа што личната одговорност на тој што ќе побара, коучинг е многу важна. И јас не се занимавам со критики некому затоа што тоа јас верувам во позитивен човечки потенцијал кај секого. Работата е дека во тој образовен процес, во тоа негово искуство, тој начин на работа, тој дошол до одреден модел на однесување и на делување. И ако тој сака да се промени и верува дека може нешто поинаку да биде, да си развие некои своји вештини, значи тогаш ние работиме на тие вештини и на таа цел, каде сака тој да биде. Затоа што личната одговорност во овој процес е многу важна и ние сме рамноправни партнери. Јас не сум учител, а другиот е ученик, него ние сме рамноправни партнери во постигнување на целите. Јас само го давам моето знаење за тоа што сум обучена, за да му помогнам во освестување на ресурсите по инаква перспектива, разгледување на таа по инаква перспектива до кои резултати би можела да го доведе и тој треба да реши дали сака или не сака нешто да промени. Како да ни треба лайф коучинг или тренинг за личен развој на сите граѓани, на граѓанството, значи граѓаните да треба да почнат да бараат од политичките лидери. Да, тоа е поставување. Како да се постигне, да. Како да се постават? Јас било каков став е став да се поставам јас кон тоа, ќе го шкртнам ливчето, нема да излегувам или не знам, нема да дадам ако немам за кого за да гласам или не знам, дури ако сака и ќе одбере нели од како викаме нели помалото зло, но да се направи на свесен начин, да биде човек свесен за своите избори што ги прави, да биде свесен дека ако го фрли ѓубрето на улица, дека со тоа и својата околина ја загадува. Таква свест ни е потребна за ефектот на секој поединец врз општеството, неговиот печат врз општеството. А таква свест недостасува. Може би сепак ќе се качиме повисоко на скалата. Дај Боже. Благодарам за разговорот. Молам, благодарам и тебе. Слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи.